рекламите се враќаме со вестите. Кочанец е усмртил сопругата, ја повредил и кирката, потоа скокнал од кровот на семејната куќа. Полицијата работи на случајот што нуква се случил во семејната куќа на брачниот пар. Ја усмртил сопругата со нож и удирајќи ја со чекана, потоа се фрлил од кровот на семејната куќа. Ова е епилогот од семејната расправија на семејство во Кочани која заврши трагично. Трагедијата во ова семејство која кочанци ќе ја памета долго е тоа што очевидци на оваа крвава ноќ биле нивните две деца, 22 годишна ќерка и 13 годишниот син. Сведоци на овој немил настан биле и соседите кои ги слушале пискотниците, а случајот во полиција го пријавила соседка во 3 часот пополноќ. Кога пристигнала полицијата, веќе било доцна. По пристигнување на екипа на брза помош, констатирана е смрт кај 54 годишниот сопруг, додека 44 годишната сопруга била пренесена во општата болница во Кочани, каде таму починала. Увид на местото на настанот извршил јавен обвинител во содејство со екипа од полициската станица од Кочани. Се работи на расчистување на настанот. Земени се траги за вештачење, телата на починатите се предадени на обдукција. Состојбата со повредената ќерка која застанала во одбрана на незината мајка се уште е неизвестна. Според последните информации, таа се уште е во неконтактабилна состојба. Убиство и самоубиство во Кучане, семејно насилство во Делчевско Звегор. 47 годишен жител на населбата се изживувал врз својата невенчана сопруга, 10 години помлада од него, нанесувајќи повреди кои ги санирале лекарите во итната медицинска помош. Наставниците и универзитетските професори од источниот регион и Министерката за образование Рената Десковска денеска дебатираа за реформите во основното образование. Десковска забележа дека сакаат како министерство изворно да ги слушнат кои се позитивните, а кои негативните забелешки. Очти почнуваат дебатите за реформите во основното образование. Министерката за образование Рената Десковска вели дека откако ги објавиле реформите на веб страницата, секојдневно им пристигнуваат сугестии од наставниците и од страна на универзитетските професори, но преку овие дебати сакаат директно да ги слушнат забелешките кои би можеле да се вметнат во промените. Со оглед на тоа што рековме дека во целиот процес ќе одиме инклузивно и транспарентно, сакаме да се преслушаме заедно со нив, да ги чуеме нивните мислења и коментари околу програмите кои што се понудени, околу она што значи временски распоред, намалувањето на бројот на часови за учениците, спојување на определени предмети со оглед на тоа што искуството секогаш може да биде позитивно во градењето на политиките и ставовите. На новинарско прашање дали од Министерството за образование побарано ревидирање на учебниците согласно договорот Македонија и Бугарија, Десковска вели дека од нив како министерство не е побарано такво нешто, односно формирање на комисија. Значи такво нешто се уште нема, ниту пак е побарана таква активност, и ту сме задолжени за таква активност како министерство. Во моментов ние ги разгледуваме оние учебници кои што содржат технички грешки, определени недостатоци, и тоа се однесуваат на различни области, почнувајќи од физика, географија, значи различни области. Сакаме да исчистиме што е можно повеќе од неточностите кои што се, од грешките кои што се содржани во учебниците со цел учениците да имаат соодветен наставен материјал. Министерката за образование забележа дека заради тоа и сменети законот за учебници, за да полесно се коригираат техничките грешки и погрешниот превод. Забележени си погрешно напишани формули по предметот физика. Екипите на паркови зеленило на јавното предпријатие ИСАР започнаа со садење на дрвореди низ штипските населби. Планот на Штипското јавно комунално предпријатие да ја обнови и урбаната опрема. Штипското јавно комунално предпријатие ИСАР почна со садење на садници низ штипските населби. Екипите на работната единица паркови и зеленило формираат дрворед во населбата Сењак на потегот од салата Јордан Мијалков кон крстосницата која води кон Баби. Со цел за развивување на градот, почнувајќи од населба Сењак, работната единица паркови зеленило почнува да сади, тоест да прави нови дрвореди, почнувајќи, како што реков, од населба Сењак,
40 броја на јасен, значи тука нема да застанеме, ќе има вакви активности во сите урбани заедници каде има потреба од вакви нови дрвореди, а исто така во сите паркови површини ќе има збогатување на парковите површини со нови садници, како и производство на цветен насад, каде сите цветни површини во градот и жеденери ќе бидат посадени со цветен насад. Директорот на јавното предпријатие Исар Живко Тасев истакна дека на денешната седница на управниот одбор ќе се утврди и каде ќе биде поставувана урбана опрема, како и кошчиња за отпадоци низ населбите. Денеска имаме седница на управен одбор, каде што планот за набавки ќе се усвое и после почнуваме да работиме по програмата на ЈП Исар. Во наредниот период екипите на јавното предпријатие Исар ќе интервенираат и во расчистување на местата каде граѓаните несовесно формираат мини депонии. Министерката за образование Рената Десковска денеска во обид на новата спортска сала во училиштето Славе Кларсов. Салата се користи од страна на учениците, но потребна е дополнителна инвестиција од 18.000 евра за изградба на топол премин од зградата до спортската сала. Министерката за образование Рената Десковска и градоначалникот на општина Штип денеска направија увид во новоизградената спортска сала во основното училиште Славе Кларсов во населбата Баби. Воедно министерката имаше и средба со директорите на основните и средните училишта. Ја искористивме можноста, приликата да го посетиме училиштето Славе Кларсов во населбата Баби, каде што ја посетивме и спортската сала, и посетивме и училниците и новите помагала кои што ги имаат децата, да ги видиме сите инвестиции кои што се случуваат таму во тоа училиште, со тоа да дадеме до знаење на целата јавност дека општината и владата ќе работат во иднина заедно со реализација на сопствени средства и на општината и на државата да ги подобриме условите во кои што ќе учат децата и во основното, но секако и во средното образование. Директорот на основното училиште Славе Кларсов во населбата Баби истакна дека новата спортска сала е комплетно опремена и се користи од страна на учениците. Инаку тој вели дека на средбата е разговарано и да се направи и топол премин за учениците од училишната зграда до спортската сала. Имаме сега еден мал технички проблем, затоа што немаме од училиштето до салата топол премин. Тоа е скап, веројатно, проект, меѓутоа јас се надевам, еви градоначалникот денеска вети дека ќе се заземе за тој дел, за децата да можат да минуваат непречено, да не ги врне дожд, времето кога е лошо, да можат слободно да дојдат до спортската сала. Топлиот премин за учениците е наставниот кадар од училишната зграда до спортската сала. Според првичните пресметки би чинело околу 18.000 евра. Во Пехчево, Пробиштип, Виница и Свети Николе ќе се градат нови станови кои ќе бидат наменети за семејства од социјален ризик. По меѓувреме од наредниот месец Министерството за транспорт и врски ќе распише конкурс за распределба на 39 социјални станови во Кочани и по 2 во Штип и Берово. Наредниот месец Министерството за транспорт и врски ќе распише конкурс за распределба на 79 социјални станови низ повеќе градови од земјата, од кои 59 се за лица од социјален ризик и 20 за лица со ниски примања. Од 59 станови наменети за лица од социјален ризик, 39 се во Кочани и по 2 во Штип и Берово. За распределба на становите ќе се формира посебна комисија која ќе ги разгледува сите пријави. Становите за лица од социјален ризик ќе ги опфаќаат категориите деца без родители или родителска грижа, корисници на социјална или постојана парична помош, лица погодени од елементарни природни непогоди, инвалидни лица и лица на кои им е потребна помош и грижа од друго лице, припадници на ромската заедница кои се социјално загрозени, самохрани родители, како и слепи лица корисници на социјална или постојана парична помош. Во следниот период планирана изградба на 467 социјални станови. Се планира социјални згради да никнат во Пехчево, Свети Николе, Виница и Пробиштип. Набавка на механизација, пчелни семејства и инвестиции во системите за наводнување ќе се кофинансираат од програмата за рурален развој. Огласот за аплицирање треба да се објави до почетокот на март.
До почетокот на март ќе се објави уште еден оглас од програмата за рурален развој. Од програмата 50-50, земјоделците ќе може да аплицираат за повратни средства за набавка на нова земјоделска механизација, пчеларите за направени инвестиции во пчеларниците, како и за кофинансирање на средства вложени во системите за наводнување капка по капка и бунари за наводнување. До сега за оваа програма најголем интерес имаше за набавка на нова земјоделска механизација. Се очекува и годинава интересот да биде голем. Немам јас ништо на моја име механизација и сакам да почнам со тоа. Прво трактор би за трактор? Па да, прво трактор. После понатака напојно како има можности од државата, ќе пробаме да земеме. Во тек е аплицирањето за повратни средства од програмата за рурален развој за реализирани инвестиции во лозарството и овоштарството. За повратни средства од оваа програма аплицираат и сточари кои ги зголемиле стадата со набавка на високоприплодни грла на добиток. Рокот за доставување на барањата за набавка на јуници, машки и женски приплодни грла, овци, кози и свињи е до 28 февруари. Условот е инвестициите да се реализирани во периодот од октомври до крајот на декември минатата година. Според податоците од Државниот завод за статистика, трошоците за живот во јануари годинава, споредено со јануари минатата година, се зголеми за 1,1%, а цените на мало за 2,3%. Во јануари годинава во однос на декември минатата година, трошоците за живот се намалени за 0,4%, а цените на мало за 0,1%. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат пораст на трошоците на живот во јануари годинава во споредба со претходниот месец кај свежото овошје и разладеното овошје за 2,6%, рибата и морските плодови за 1,3% и јајцата на 0,3%. Во јануари исто така пораст на трошоците на живот е евидентиран и кај течните горива за домакинствата за 10,4%, телефонската и телефакс опремата за 9,8%, течните горива и мазива како дел од опремата за собствени сообраќајни средства за 2,7%, додека другите лични предмети за 2,5%, како и градинарските растенија и цвеќињата за 2,4%. Трошоците на живот во јануари во споредба со декември се намалени за 3,7%, по кои следат други пекарски производи за 3,6%, замрзнатиот зеленчук, освен компирот и другите коренисти производи за 3,2%, другите млечни производи за 2,4%, брашното и другите жита за 2,2%. Сушениот зеленчук и другите конзервирани производи исто така се намалени за 1,5%, додека свежиот и разладениот зеленчук, освен компирот и останатите коренисти производи за 1,4%. За 1,3% беа пониски трошоците на сушеното, соленото и чаденото месо и другите прехранбени производи. Замрзнатото овошје за 1,1%, шекерот, джемот, медот, чоколадата и кандиторските производи, безалкохолните пијулоци за 0,9%, оризот и месето за 0,5%, додека млекото, сирењето, урдата за 0,3%, како и маслото и маснотиите за 0,2%. Исто така намалување на трошоците за живот се забележени и кај болничките услуги за 10%, фотографијата и кинематографската опрема и оптичките инструменти за 5,7%, како и информатичката опрема за 4,1%. Обувките се намалени за 3,1%, авионскиот превоз на патници за 2,9%, услугите за сместување за 2,7%, опремата за спорт, кампирање и рекреација во природа за 1,5%, гасот за домакинствата за 1%, сврстите гориве за 0,8%, облеката и поправките на електричките апарати за 0,6%, а додека терапевтските помагала за 0,3%, мебелот за домакинствата и големите електрични апарати за домакинства се намалени за 0,2%. Статистиките во Македонија покажуваат дека расте бројот на деца со малигни заболувања.
Изминатава година кај 30 деца лекарите диагностицирале карцином. Најчесто малигно заболување е леукемијата. Во светот годишно од малигни болести заболува секое 500 дете. Успешноста во лекувањето кај земјите од Западна Европа изнесува 75%. Во Македонија, бројот на нови случаи на деца заболени од рак годишно е меѓу 30 и 40 деца, а процентот на излечени е меѓу 55 и 60%. И за крај последната информација од спортот. Вториот турнир од Карате 1 премиер лигата ќе се одржи во Дубај со учество на преку 600 надпреварувачи од целиот свет, меѓу кои 14 каратисти од Македонија. Од денес па се до недела во Дубај ќе се одржува вториот турнир во рамките на Карате 1 премиер лигата, на која ќе настапат 629 надпреварувачи од 74 земји. Македонската карате репрезентација сочинува 14 надпреварувачи кои ќе настапат во дисциплините кати борби, а тоа се Полисена Јовановска, Сара Радичевска, Симона Заборска, Наташа Стефановска, Моника Стефановска, Ненад Келевич, Ферат Корболичи, Енес Мајлагич, Петар Заборски, Берат Јакупи, Мартин Несторовски. Во составот на македонската селекција се и штипските каратисти Јована Георгиева која ќе настапи во борби во категоријата минус 61 кг, Емил Павло кој ќе настапи во категорија 60 кг и Жарко Арсовски кој ќе настапи во категоријата плюс 84 кг. Инаку на првиот турнир што се одржа во Париз, македонските репрезентативци немаа забележителен настап, така да во Дубај се очекува пресвртница со оглед на податокот дека се собираат поените за Олимписките игри во Токио 2020 година, кога каратето ќе го има првиот настап на најголемиот светски спортски собир. Тоа беше се за денес. Ви благодарам за вниманието. За повеќе информации посетете на социјалните мрежи. Пријатно! Пристигна најновата колекција на Бергала есен-зима 2017-2018. Бидете во тренд. Изберете го најдоброто од богатиот асортиман на акционерското друштво Бергала. Продажните салони на Бергала ни издржавава ве очекуваат. Дрводекор Караарман, од идеја до финален производ, брвна технологија и стручен кадар, формула за брвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, тепизи теписони, од домашно и странско производство, дизајнот и комплетното уредување на домот, припуштете го на професионалниот тим и брвните мајстори во дрводекор, со вршена рамнотежа, помеѓу формата, дизајнот, амбиентот и секојдневната практичност. Дрводекор, традиција и квалитет. Урбано, а традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгурманската улица во Штип. Усо како, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усо како, на позната локација со долгогодишна традиција во Штипски сопак. И после 20 години се уште со вас. Се уште најефтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино,
дел од животот на многу генерации.